Доналд Трамп се врати на претседателската кампања во Аризона, каде што рече дека претседателот Џо Бајден ја изгубил контролата врз американско-мексиканската граница. Тоа е неодржливо, но инвазијата на Бајден не е случајна. Таа е намерно уривање на нашиот суверенитет и нашите граници. Некако некој ќе ни објасни зошто би сакале ова да се случи. Претпоставувам дека веројатно се гласови. Нема докази дека лица што не се граѓани на САД гласаат во значителен број на изборите во САД. Трамп беше прашан како ќе ја запри легалната миграција и рече дека ќе действува против странските влади кои ја подхрануваат. Ако Кина или некоја друга земја се однесува лошо, имаме тарифи кои се многу тешки. Администрацијата на Бајден овој месец ги блокираше барањата за азил на границата со Мексико, кога апсењата за илегални преминувања надминуваат 2500 дневно. Бајден вели дека неопходната имиграцијска реформа не мора да дојде со провокативни забелешки што Трамп ги упатува кон мигрантите. Додека се бориме за сопфатна имиграцијска реформа, тој ги нарекува имигрантите силувачи и убици. Тој вели дека тие не се луѓе. Тој вели дека имигрантите, цитат, ја трујат крвта на нашата земја. Луѓе, мојот претходник сака земја само за некои од нас. Ние сакаме земја за сите нас. Бајден вели дека антиимигрантската реторика на Трамп не е во согласност со фундаменталните американски принципи. Вие сте сликата дека ние сме нација на имигранти, нација на луѓе што имаат сон, нација на слободата. И тоа е Америка што ја делиме. Митинзите на Трамп беа први откако беше осуден за фалсификување деловни досиеа, за да ги сокрие тајните исплати што ги направил пред изборите во 2016 година. Тој на собир во Невада изјави дека неговото судење е резултат на тоа што Бајден го злоупотребува судскиот систем, додека истовремено не успева на границата. Ова е најлошата граница во историјата на светот. Ниту една земја од третиот свет нема таква граница и ниту една земја од третиот свет нема оружје против политички кандидати како ние. Анкета на Associated Press во март покажа промена на ставовите на гласачите за имиграцијата, при што скоро 1/3 од американците сега велат дека има голем ризик имигрантите да извршат злосторства. Тоа е повеќе од 19% во споредба со мислењето во 2017 година.